Почитувани, сезоната за берба на грозјето оди кон својот крај, а грозјето стои неоткупено на лозјата. Скапува. Лошата цена од 6 до 7 денари по килограм, но и немањето откуп воопшто е причина за вистинската катастрофа во тиквешијата. Нема загарантиран откуп, нема високи откупни цени. Лозарите тонат. Понудените цени за сите сорти грозје се катастрофално ниски и не можат да ги покријат направените трошоци за производство. Трошоците за производство оваа година многократно се зголемија, посебно во делот за заштитата на виновата лоза. Тоа значи дека лозарите оваа година работат со огромна загуба. Наместо богат, моćен и независен земјоделец, нашите лозари се повеќе стануваат сиромашни и зависни. Се повеќе лозари носат одлука да го напуштат лозарството, затоа што не можат да обезбедат екзистенција за себе и своите семејства. Постои сериозна опасност милиони килограми од овогодинешниот род на грозје да не се откупи. Тоа е штета која никој нема да им ја надомести на лозарите. Тоа се помалку пари за нив и за нивната екзистенција, но и за враќање на долговите кон земјоделските аптеки. Ова ќе ги остави лозарите со празни джебови и долгови. Власта не седна на заедничка маса со лозарите, винарите и дистрибутерите, за да разговара за надминување на состојбите кога посочивме. Власта воопшто и не комуницираше со нив. Резултатот од таа самобендисаност на Социјалдемократскиот сојуз ја гледаме секој ден. И затоа денес агонијата на лозарите продолжува. Лозарите секојдневно бараат пласман за произведените килограми грозје. Почитувани, веројатно требаше изборите да поминат, па да се разоткрие дека ветувањата кон лозарите се само груба манипулација кон нив. Селективните политики во земјоделството, односно лозарството, доживеа комплетно фијаско. Сега е време за берба на грозјето, а не за преговори и договори кои повторно се сведуваат на лажни ветувања. После сево ова, честно е сите оние кои ги злоупотребија и ги лажеа лозарите да се извинат и да понесат морална и политичка одговорност за тоа. Мафијата, криминалот и владата, кои се едно исто во Македонија, мора да паднат. Ви благодарам на вниманието.